Драги Прилепчани, јас сум сигурен дека и оваа битка ќе ја добиете. И од оваа битка, исто како и во историјата, и денес Прилеп ќе излезе како победник. За жал, од ден во ден расте бројот на заболени од коронавирусот. Прилеп се соочува со голем преизвик. Да се заштити здравието на оние кои се заболени од вирусот и да се спречи понатамошното ширење. Посакувам брзо опоравување на сите. Изразувам сочувство на семејствата на починатите. Посакувам што помалку лоши вести ја доаѓаат од Прилеп. За ова се случи потребно е итно да се направи масовно тестирање на поширока бројка на луѓе кои индиректно би можеле да бидат под опасност. Тестови мора да се набават и да се направи ова тестирање за да се откријат сите жаришта. Бројот на тестирани во Прилеп треба да се брои во илјадници, а не како што е сега. Што повеќе тестирани, толку подобра слика за здравствените работници да можат да помогнат на сите. Повикувам во Прилеп, на испомош од другите болници во Македонија, да се испрати соодветен медицински персонал, а пред се инфектолози. Исто така повикувам да се зајакнат капацитетите на Бидолската клиничка болница, како најголема болница во околината на Прилеп. Секако, да се створат и што поголем број капацитети во Скопје за потешките случаи. На сите мора навремено да се помогне. Исто така повикувам што побрзо да стигаат резултатите на веќе тестираните. Информациите од Прилеп се дека луѓето чекаат по 5 до 7 дена за резултат. Тоа е недозволиво долго време. Драгоцено изгубено време. Зашто доколку навреме се детектира вирусот и веднаш се почне со терапија, многу поголеми се шансите. Да се дозволи поголема слобода во однос на проценката на матичниот лекар за креирање на упати преку системот Мој термин. Да се направи скрининг на здравствениот персонал. Тие се нашите херои и се на првата борбена линија. Нив им е потребен соодветен заштитен материјал и опреми кои што им се потребни и кои Министерството за здравство мора итно да ги обезбеди. Исто така, потребна е итна подршка за стопанството. Од најмалиот дуќан во Прилепската чаршија до најголемата фабрика. На сите им треба подршка. Особено се погодени дуќанџиите, малите семејни бизниси, занаетчиите и сите кои што живеат од својот труд. Ова се тешки денови за нив. А за жал доаѓаат уште потешки. Потребни се посебни сет на мерки и субвенции за сите нив. Затоа што стопанството мора да преживее за да може после кризата да се опорави и луѓето да ги задржат своите работни места. Сите капацитети што стојат на располагање мора да се искористат. Мора му се помогне на Прилеп како и на цела Македонија. Нема место за политика, сега е време да се спасуваат животи. Подршка за Прилеп и Прилепчани. Заедно ќе го поминеме и овој предизвик.